Докторите од јавното и од приватното здравство на денешниот состанок на кризниот штаб разменија сериозни реплики околу состојбата со лекувањето на пациенти, односно опасноста што стои како дамоклов меч поради големиот број на граѓани кои доаѓаат во здравствените установи заради прегледи и едноставни и неитни интервенции. Најпрво директорите на Општа болница и на Заводот за јавно здравје ги прозваа матичните лекари дека лесно и телефонски ги препраќаат нивните пациенти кај хирурзите и другите специјалисти, поради што овие се во ситуација дневно да работат со дури 50 на пациенти, што не се случува никаде во државата и воедно е темпирана бомба која може да експлодира во ширење на заразата. На сите здравствени работници дека анализите кои не се потребни во овој период да не бидат правени, односно да не бидат праќани пациенти до кај нас, за да се прават додатни анализи кои во принцип може да бидат одложени неколку месеци. И тоа представува место во болницата, место кај што имаме поголем број на пациенти на едно место, кое представува ризик за испит. Инфектолог упатен на клиничка болница Штип, таму е фактички по насоку на министрата, таму упатена. Значи немаме инфектолог. Значи матичните е апелдови. Значи пациентите, ние имаме патики обезбедено за сумнителни пациенти. Немаме оделение, не е ефективно. Значи болницата, Општа болница Коча и немаме ефективно оделение. Сите сумнителни ние ги ставаме в соба за изолација. Имаме и оделение за изолација. Сите запослени имат лично добиено насоки и писмени насоки како да бидат облечени, како да се однесуваат. Секој пациент што влезе во Општа болница Кочани е потенцијално, и викам потенцијално носител на COVID-19. И ние така се однесуваме. Сега што кажа Коце, масово неколку оделенија од паника, Општа паника, сите одат на испитување, сите се испитуваат, сите се негативни. Сега, ама не знаеме што ќе биде и што би било, што ние сме мала болница, гледате Куманово има 780 запослени, ние сме со 250, ако пукне и ако почнат оделенијата, што вика Томче, едно по едно да ставаме клjuč. На тоа реагираше и доктор Лазо Митев, кој изразувајќи подршка кон своите колеги матични доктори, истакна дека сите работат одговорно и дека прегледите се сведени на минимум и само на неодложни случаи. Меѓутоа јас ќе кажам, за 20 дена може да проверите мој термин, сум пратил 2 скршеници и една повреда на работа и една изгореница. Секоја чест, меѓутоа да ви кажеме на работа, не може да се прозиват матичните лекари за сите. Ние сме првата брана на оваа држава и ние, ако верувате, секој од нас има просек по 700 до 800 хронични пациенти и успеавме да се спремаме и да се справиме со сите тоа, да ги изготвиме лековите за сите хронични пациенти ги земат на време сите лекови. А стравот е кај сите, меѓутоа дека триажите се вршат како што се вршат, значи ние одлучуваме за нашата работа, сепак и ние мораме да внимаваме за тоа што сите сме потенцијални да се зараземе и веруваме дека во цел свет процентот на здравствени работници е на заразени на големо ниво и не кем да се ствара заблуда дека матичните лекари се тие кои што прават и се криви за се. Како и доктор Јованка Алексова, која се повика на совесност на матичните лекари кои се придржуваат кон препораките. Таа состојба е нова за сите, и за нив и за нас. Протоколите секојдневно се менуваат. Мислам, протокол ние имаме дека треба пациентите да ги лекуваме по телефон. Од друга страна, ние не ги враќаме, значи секој пациент кој ќе дојде во амбулантата, му се посочува дека треба да има заштитна опрема, дека треба да чека во чекалната, да не правиме проблеми, за да не прошириме и од кај нас, затоа што имаме случаеви дека се отидат на преглед, пациентите одат по Штип, по Скопје, се враќаат позитивни. Значи имаме и таа состојба во Кочани. Ние многу внимаваме. Фала Богу, од наши амбуланти нема проширено инфекцијата да се проширува, одеме се држиме до протоколите. Ние нашите пациенти не можеме да ги воспитуваме. Инаку постојат пациенти кои злоупотребуваат ситуацијата, па лекарските упати ги користат за движење во време на полициски час, со цел да си завршат одредени работи, не водејќи при тоа сметка за опасноста што ја предизвикуваат, како и за гужвите што ги создаваат пред ординациите, загрозувајќи ги директно како медицинскиот кадар, така и другите пациенти.